знаете ли што е заедничко за Ратко Младич и Бенјамин Нетањаху? Тоа се војните злосторства и злосторствата против човештвото. Војниот командант на босанските срби веќе е осуден од Хашкиот трибунал на доживотен затвор, додека меѓународниот кривичен суд го обвини Нетањаху и издаде налог за апсење на израелскиот премиер. Поранешниот командант на војската на Република Српска Ратко Младич е осуден на доживотен затвор за геноцидот во Сребреница, прогон, злосторство против човештвото, кршење закони или обичаи на војување во текот на војната во Босна и Херцеговина во 90-тите години. Освен за Бенјамин Нетањаху, налогот за приведување од меѓународниот кривичен суд се однесува и на поранешниот министер за одбрана на Израел Јоав Галант. Но да се потсетиме како се започна и зошто е издаден овој налог. Израелско-палестинскиот конфликт одамна е во фокусот на меѓународниот кривичен суд. Израелските дејствија во Палестина се подлупа од 2012 година, кога на Палестина и беше доделен статус на наблюдувач на Генералното собрание на Обединетите нации. Во 2015 Палестина побара од меѓународниот кривичен суд да спроведе истрага за делувањето на Израел за време на конфликтот во Газа, а во 2019 судот утврди дека има основа за истрага за наводни војни злосторства на палестински територии, вклучувајќи го Западниот брег, Источен Ерусалим и Газа. Се работи за дејства против цивили и за населби кои Израел ги градеше на Западниот брег и во Источен Ерусалим, кои според меѓународното право се нелегални. Според меѓународниот кривичен суд, улогата на Нетањаху при овие случаи била клучна. Ако го прашате Нетањаху, тој ќе ви одговори дека за евентуалните недозволени војни дејствија на израелската армија треба да суди израелскиот суд. Израел се спротистави на истрагата на меѓународниот кривичен суд со образложение дека нема вина бидејќи не го потпишал Римскиот договор на кој се повика судот. Но во 2021 палестинците извојуваа правна победа. Органите на судот одлучија дека тој има ингеренции да одлучува за наводни злосторства во израелско-палестинскиот конфликт. Меѓународниот кривичен суд гони поединци за геноцид, војни злосторства и злосторства против човештвото. Судот има надлежност да издава налози за апсење, но нема капацитет да ги спроведува, бидејќи нема полиција која му стои на располагање, а некои земји одбиваат да ги спроведат одлуките на судот поради тоа што не сакаат да ги нарушат релациите со други земји. Меѓународниот кривичен суд во минатото има издадено повеќе налози за апсење на поединци, а меѓу нив и политичари. Причините и случаите се различни. Меѓу најпознатите се оние за поранешниот лидер на Либија Муамер Гадафи и неговиот син Саиф ал-Ислам. Муамер Гадафи беше убиен за време на граѓанската војна во 2011-та, а синот беше уапсен од либанската полиција во 2011 година, но слободен во 2017-та. Конго, Мали, брегот на слоновата коска се меѓу државите чии функционери биле уапсени за војни злосторства по налог на меѓународниот кривичен суд и осудени.